Пред Toyota да го создаде овој концепт на возила во 1994 година, ваков компактен кросовер не постоеше во индустријата на автомобили. И не за џабе го викаат The SUV. Тој е новиот предводник во хибридната гама на Toyota во ново руво што сите останати ги прави медиокритети. Плюс со 10 годишна гаранција, тоа е новиот RAV4 плагин хибрид, најмоќен RAV до сега, 306 конски сили, звучи неверојатно, но потрошувачката на гориво е 1 литар во првите 100 километри. И да не забораваме дека благодарение на големиот капацитет на батеријата од 18,1 киловат-часови, сега RAV4 овозможува и поголем досег при возење само на струја и тоа дури до 98 километри. Максимално ќе уживате во извореното возење на електричен погон, од веднаш достапна моќност до целосно тивкиот внатрешен простор. По трошење на батеријата, системот продолжува да работи како само полнечки хибрид. Дојди да ти кажам, дојди. Вашиот RAV4 плагин хибрид може да го полните од стандардна приклучница дома или на јавни полначи и додека пиете кафе и правите некои други работи, батеријата целосно ќе си се наполни за 2,5 часа. Секојдневното полнење ќе ви помогне да го максимизирате уживањето во возење на електричен погон. Има многу работи што да се зборат за RAV4. Интелигентен погон на сите 4 тркала, Toyota Safety Sense, многу богата опрема, 10 години гаранција, сето тоа е стандард во новиот RAV4 плагин хибрид. Што? 13 сезони водам, 13 години водам, како може да... не ме зафркава... добро, ја разбирам, ама дај може да се договори. Заев! Човече, те молам, дај да се договори. И тоа е тоа. Нема из... Ми спушти, брат. Ми даде отказ, ми отпушти моја емисија, бе. Како може да ми дадат отказ моја? Ја не знам, ова законски ли е, човече? И нов водител ќе имал плюс. Знаеш кој ќе води место мене? Знаеш? Што не кажа, бе, човече? Ништо, дај, ја ќе си одам. Зошто не? Јас сум му прв гостин. Ајде, ова е више тешко сра... Така. Многу вау. Еби така што да речем. Добро вечер, дами и господа. И сите останати што гледате еден на еден. Јас сум новиот водител на емисијата. Ми се јавија од Европската унија и ми кажа дека човек со моите квалитети, мојата популарност, моите вештини, таков човек мора да води една ваква емисија. И навистина сум благодарен за оваа функција. Знаев дека нема да ме остават со празни раце. И на сите, јас можам да ви кажам дека додека го дишам овој македонски воздух, јас ја водам ова емисија и ќе гледам да биде најперфектна во секој начин. И ако тоа не е така, ќе си дадам оставка како лидер на еден на еден. Еве, дечки, што направите, бе? Симпатични дечки, ама погрешија. Малце сгрешија музиката, не требаше така. Ама добро. И ако сме направиле грешка, бе шо има врска, бе? Ќе ја направиме пак, така да се извинувам и благодарам у тоа име. Ама шо правите, бе? Дека бе одете, бе? Еве ја пак се извинувам. Ја на нив со зборови, еве тие мене со музика. Абе шо правите, бе, како некои пратеници на ВМРО сте, бе? Ја кажа, но се... Еми добро. Јас ветувам дека ќе се поправиме. А сега имам еден денешен гостин. Тоа е многу позна телевизиска фаца, што ви кажале народо. И да го поздравиме и да влезе
нашиот познат Дарко Димитриевски. Дарко Димитриевски. Па шо правите, бе? Кажа го... Еми да, бендот е така малко е деконцентриран, што се вели. Така може новиот водител. Ама нема врска, бе. Малко е сгрешија работата. Ама ветуваме, народот еве ни даде жолт картон. Ни каже, ова беше добро предупредување. Ќе се подобриме. Ќе се подобриме. Еве, ако направам уште една грешка, ќе си дадам оставка од местото на лидер и водител на 1 на 1. Сега требаше да има музика, ама овие од бендот како левица. Се обратно прават. Шо им кажа, они се обратно. Ајде сега да продолжиме. Ladies and gentlemen, сега гледате да не го промашете. Ladies and gentlemen, нашиот омилен Дарко Димитриевски. Еми така, тука се регоства. Да. Тука водитело. Малку незгодно. Еми, здраво, Даре. Здраво. Имам стар водител, имам гостин. Не работи. Да, здраво. Само мала грешка, цело време мала грешка правите. Не знам, упорно таму Дарко Димитриевски. Еми, добро, да. Извирете. Ако направих една грешка, шо има врска? Ќе ја поправиме. Давам чесен збор. Ако направам уште една грешка, ќе си дадам оставка од местото на водител на 1 на 1. Значи да продолжиме со прашањата. Дарко Димитриевски со В. Ева ја исправаме грешката. Ама не зборам ја за В-то. Ајде, нема врска, окей. Еми сега прашањата се следни. Долги години ја водеше емисијата. 13 години не се малку. Не се. И сега, прв пат без работа. Како е без работа, бе, жаре, бе? Не е лесно, бе. И на мене не ми е лесно. Абе, Ама шо јас не ни знаев дека нема да бидам водител, јас и дојдов на емисија. Значи, мене пред емисија ми кажа, ја не ни знаев ниту дека ни вие па дека ќе бидете и не знам, ако вие па ми викате дека окей ќе биде како некој што прошол низ тоа и на крај испаднал окей, тогаш верувам ќе биде. Абе, шо се секираш, бе? Ќе биде добро, бе. Вербата е најбитна. Еве, следното прашање. Второ прашање, господине Дарко. Од каде ви инспирација за емисијата? 1 на 1. Специфично име, карактеристично, интересно. Да. Емисијата почнува уште од времето на А1 и ама чекај се, извини, упорно, значи не Дарко Димитриевски, Жарко Димитриевски е името. Абе, шо си се фанал, бе, па ти за името па името? Не, како оно од интегре, името па името. Добро, муаветот ми беше од А1 почна емисијата, 1 на 1. И Еми така. Така е, драги гледачи. 1 на 1, на А1. Се убаво, бе, се убаво. да. Што нешто кажува Шо? од режи? Еми, од режија ми кажуваат. Што е работа? Оти направиле грешка од бендо. Шо сте ме направиле грешка, бе, пак, бе? Тука музика, која кажавме А1, 1 на 1, музика. Еми, шо ја кажем? Јас навистина се извинувам за оваа грешка и ќе кажам, ако уште еднаш направам одредена грешка, пак да ми се повтори ова, ќе си дадам оставка од местото на водител на 1 на 1, чесен збор. Даре, да се навратиме со интервјуто. Така. После 13 години, оставка направи. Не, ми дадоа. Ти дадоа отказ, да? Како да те испудат од водителството после толку време? Дали, не е лесно. Мене, ако ме прашаш, ја мислев дека ќе си ја задржам позицијата, пошто ти викам, дојдов на работа и мислев дека вечно ќе бидам на оваа позиција. Знам сега што сакаш да кажеш, како овие од Дуи, Еми нели? така, како дуеме така, ма здраво е да се отиде во опозиција, река. Еми, тоа е. Добро, нема врска. Сакам да кажам... Абе, шо правите, бе? Шо правите? Кажах, тука нема музика, сега пак музика. Се обратно правите, бе.
драги гледачи, јас кажам, ако направам уште една грешка, а ја направив, одреđен ми кажува дека 10 грешки се направиле, ќе си дадам оставка од местото на водител и лидер на 1 на 1. Јас сум демократски човек. Нека си одбере народот лидер, а јас одам на мотори да си возам. Даре, емисијата, оти сум демократа, ти ја оставам на тебе. Да продолжиш да ја водиш емисијата. Народот така одлучи. Ladies and gentlemen, ве поздравувам. Да го испратиме со Ве музика. поздравувам. Тоа бе. Одлично го направивме, тоа, јас за тоа ви реков, држи почасти се. Земи нешто, земите. Земи нешто. Па тоа требаше цело време. Се враќаме. И се извинувам сега, немам никаков план, мислам едва и се ја вративме емисијата, како што гледате во своји раце, немаме гостин договорено. И тоа е, нема ништо, додека чекаме од режија да дојде, мистер Бин дојде! Дај бенде, музика! Бин! Мистер Бин! Мистер Бин! Welcome! Welcome! Мистер Бин ете, мистер Бин е првиот гостин во емисијата. Ете така. Здраво, господин. Здраво. Право да ви кажам, се раскомотивте, добро. Право да ви кажам, мене ми е голема чест што сте во емисија, мислам сепак вие сте мистер Бин, како да ви речем. Јас мислам буквално израснав со вас, пораснав. You know? Well, let me tell you, not enough. Господине, ви не видите. Мал англиски сарказам. Добро. Господине, вака малку, мистер Бин, сепак само да прашам, сериозно, на страна од ова се од емисија и така. Што правите тука воопшто во емисија? Мистер Бин? Што правите тука? Well, I don't know, I'm just... Ај, окей, нема врска. Добро, окей, да продолжиме. Господине Бин, мистер Бин, имам едно прашање кое, ама, од секогаш ме интересирало. Yes, Од секогаш. let's brush on them. Слушнете се. Како е да се биде фиктивен лик? What you say? Фиктивен лик. Well, fiction? Да, да. I don't know. Ама, не, чек. Ама, добро, сега да бидеме реални. Вие не сте мистер Бин. Мислам, мистер Бин е измислен. Знаете? Well, Мислам, како да ви кажам, измислени сте за BBC, знаете, британскиот јавен сервис и тоа не постои, таа сепак, знаеш. Да. well, you say that fiction? Апсолутно мислам, измислени сте, ја мене не ми е ни јасно како воопшто сте овде пред мене. Well, I'm sad. Ама ја разбирам само... Еј! Ете, драги гледачи, видете, тоа е тоа. Екзистенцијализам во живо. Одиме понатаму режија, што да кажам? Измислен човек е, што да му прави? Сме назад во студиото и како што гледате, ова е поприлично несекојдневна емисија и малку сме во небрано, бидејќи сме во ваква ситуација да се снаоѓаме за гости. Мислам, како што гледате, немаме гости. Но, мене ми текна за време на паузата. Минатото лето снимивме една многу посебна емисија, што никој ја нема видено до сега. Станува збор за светски гостин. Беше минатото лето во Македонија, беше во улога на продуцент, не знам што, помина еден ден во државава, се снимаше филм во кој тој имаше вложено пари, не е битно, неговата посета беше тајна. Никој не знаеше дека е тука, до сега никој го нема ни видено интервјуто. Станува збор за еден од најпопуларните актери во светот во овој момент, Двејн The Rock Джонсон, кој е огромен човек во многу смисли, познат, плюс и огромен, нели, има мускул колку мојата не е битно. Следува 10 минутен разговор со Двејн The Rock
Джонсон. Режија. А? Да најавам пак сакате? Дали може интервју... Дали може интервјуто да го пуштиме со Двејн Джонсон? Режија, некој може нешто да пушти, режија! Режија! Ало. Ало, Жаре, спасе. Спасе, разбирам, шобараш горе во режија. Спасе, као, мислам... Каде е тој две на твој? Не работам ја компјутери, не можам да се најдам тука. Кај да се најдеш, бе? Спасе, не ме зафркавај, бе, немам гости, бе, нервозен сум, бе, сериозно, бе, што правиш у режија, бе, Спасе, што можеш да правиш ти, бе? Јас сум режија, само јас сум у режија, имам нова работа. Како, бе, ти си во режија? Ти од сите луѓе си во Па режија? зборено со Заев, нов водител, нов режија и мене ме ставија, бе, овие што бе у режија, избркавме, пуштивме, само јас сум тука. Како, бе, ги избркавте тие у режија, бе? Ке пуштиш сега интервјуто, ти нема никој горе. Како да пуштам? Не знам како се прави. Па зошто си у режија ако не знаеш да пуштиш ништо, бе? Дали си ти нормален? Па Заев ме стави за работа. Ја знав дека тој ќе биде нов водител и му реков многу сакам таа емисијата и он да ми заврши работа. Ете. Добар човек е Заев. Чекај. Значи ти си вака. Ти си во режија сега, зашто побара од Заев новиот водител да те стави во режија. Ти Не му побарав тоа. Шолја му побарав, ама нема шолја, немам сега шолја да ти дај, ај у режија. не знам што да кажам, Спасе. Некој генерал да ме ставил, сакаше нешто, секретар, па ама не, викам, немам, одбив. Сакал генерален Ако може у режија, викам, може. режија. Ти вака прво. Еден режисер човече не знаеш, Ти еден режисер не знаеш, режија ќе бил бе тој. Еден не може да наброиш. Знам, Раде Шербеџија другар ми. Жити се. Ти го знаеш Раде Шербеџија, од сите луѓе ти го знаеш Раде Шербеџија. Како не ти е срам да лажеш вака, бе, човече? Го знам, глумевме порано заедно, еве сега, пишувам му на СМС, дојде у емисијата. Вика, ке дојде. Абе, добар е Раде, да со Заев да ги упознавам. Зашто лажеш, бе, дека Раде Шербеџија прво го знаеш, второ дека ќе дојде, бе, ало, знаеш ли колку време му треба на човекот да стигне, бе, знаеш ли колку време ќе помине додека овак... Раде Шербеџија, луѓе, ве молам, бенде! Раде Господин Шербеџија! Каква чест! Уште! Јас стварно не ми се верува, господин Шербеџија, пазете само на скала. Каква чест. Повелете. Жарко. Повелете. Господин Шербеџи, ова ми е огромна чест. Јас стварно не знам што да... Мислам, прво мило ми е што сте тука, ама немам сценарија, немам ништо. Како успеавте да дојдете прво вака брзо, само да прашам? Па ето, види Жарко, ово е 21 век. Добре. Има брзи авиони, брзи автобуси. Све е брзо, исполни Шешир. Јуче сам дошио, звал ме Спасе. Спасе? Јесте, звал ме Спасе да му помогнем нешто око режие. И ево... Чекај, ве молам, извинете што прекинувам, а вие сте сериозно пријател сте со Спасе? Јесте со Спасетом, знамо се издавнина, што каже наш народ. Тој е еден искрен, фини, породични човек. Добро. Ево баш јуче сам био у Булачани. Негова жена правила ја едну предивну питу. Да. Молим те, опет се Шеширом. Васка, како се викаш, не знам, не е битно. А черка му е една Не, манекенка, бре, врло позната. абе знам, ама не кажувајте, нема смисла. Не за друго, за девојката е греото да кажеме дека Спаси е татко. Така да не е битно, да не вадиме муабети. Од каде испадна таа дружба со Спасе? Мислам, од кај? Чудно ми доаѓа, мислам, Раде Шербеџи и Спасе. Па види Жарко, ти знаш,
da sam ja glumio mnogo filmova, a to je, glumio sam u Batmanu, Da. gde je glumio i naš Spase. Во Бетмен. Jeste, u Batmanu. Спасе, не знам како може да глуми во Бетмен. Jeste, Као што... glumio je prebijeni bezdomnik broj 6. To je bilo njegova uloga. Сериозни сте? Ma naravno. Добро, окей. Се знаете, може би, и од други филм... Naravno da se znamo. Kada? Glumio je u jedan moj film. Svi dobro znaju. Oslobođenje Skopja koji sam ja Чекај, režirao. Спасе има глумено таму. Spase je glumio Oslobođenje Skopska. Dobro. Skopje, zar ne vjeruješ? Кој лик беше Спасе во тој филм, пошто сум го гледал? Spase je bio, kako vi kažete, Selanec broj 6. Селенец 6 беше Спасе. Eto, to je glumio, Selanec broj 6. Аха. A Spase je moj prijatelj iz davnina, još od vremena kad sam ranih 90-ih snimao u Makedoniju Prekiše Milča Mančevskog. Чекај, Он je glumio знам, tamo. сигурно бил као пензионер број 2. Ma kakav penzioner broj 2. On je bio asistent režije velikog Milču Mančevskog. To svi znaju. Добро, окей, не знам дали знаат, ама не е битно. Само се извинувам, морам да ја прашам. Имате овде од оваа страна. Значи вашата лева страна некако ви Šta? знаеш цело време ви паѓа шишево, тоа е окей. Ама од- Novi sad sam ga kupio na Bit Pazar. Од страна од овде малку брко некако како да ви не знам како како šta, да кажам, šta? само малку ми е незгодно, ама така како да паѓа. Kako da pađa? Па се не знам како да паѓа бркот. Naravno da pađa, pa takav je život, sve pađa, a ništa se ne diže, pađa kosa, pa pađa brk. Не има нешто чудно тука. Значи дајте ве молам, нешто има. Ви мрда бркот. Na brk, mrda, vrba, mrda. Не, врска нема тоа. Значи не е така. Значи се извинувам, само да го Знаев, човече. Како Владе Шербеджија, бе, кој си ти, бе? Кој си ти, бе, човече? Абе, дај шешира да ти... Кој си ти? Čekaj me, Žare. Кој си ти, човече? Čekaj me, Žare, pa ne li znaš дека ja dođam cijelo vreme i glumam likovi kaj te cijela sezona, što ti je, ušte li ne nauči? Како не те е срам, бе, човече? А зашто уопште доаѓаш тука, бе? Ама- Зашто уопште ликови глумиш? Dobro, sakav da gostувам бар една епизода. Ти да си гостин. Па што? Па нема шанса, бе, човече. Ти мене ке ме лажеш тука. Бегај, ајде. Де, бе? Бегај, бе. Де, бе? Бегај, бе. Бегај, ајде. Де, бе? Одите. Абе, оди таму, дај, бе. Обезбедување, бе. Ете, драги гледачи, тоа е. Кога имаш најгледана емисија, секакви сака да ти гостуваат. Бенде ништо, слушајте ме сега вака. Ја ќе легнам да ви кажам право, малку сакам да се одморам. Значи ова е многу too much ми е дојдено. Не можам веќе. Дајте ми така е, тоа е тоа. Ништо нема да правам без вас, луѓе. Нема, тоа е како, знаеш, музика за спиење која ти пуштаат. Без ти да побараш. Шубо. Ке се разбудам ја после, значи вие терете си, свирете си само. Žave, возбуди се. Возбуди се, бе, Žako. премиер? Žave, Премиера вие сте? јас сум, бе, Žako, бе. Не ви гледаш дека сум јас, бе. Спиеш, бе, Žave, бе. Спиеш, бе, и ти како овие функционерите на СДСМ, бе, спиеш, бе. Ништо не работи, Им бе. реков на бендот да ме разбудат ако има некој гостин, што е сега работава, што се случува? Абе, шо е проблемот, бе, со бендот, бе? Не е проблем со нив, како да те возбудат? Па Ами- мене во багажник ме донесоа. Они не ме ни видоа. Ама добро. Не ме јас- виде луѓето. Ама само кажувам дека им реков и сега не знам, они се криви. Абе, не се криви музичарите, бе. Не се криви тие. Добро, ама малце вака ми е незгодно, вака видете сега, ме фаќате во спиење, господине Груевски. Значи, Ако малку бе, е- а? Жалко, добро е тоа, бе, да спиеш, бе. Барем така вика. Знаеш, јас, слушај, 24/7 работам, бе. Не сум спиен од средна школа, бе. Чекај. Во Унгарија работите 24/7, сакате да кажете? Бе, жалко, бе, не да работам, бе. Се убивам од работа, бе. Работа има за секого, бе, Жае. Само треба да ја најдеш. Баш пред некој време, со колегите, Добро. у Будимпешта сега, не ви. Пред некој ден се собавме да купаме биткоини. Бе, Жае, бе.
Еден немаше мотика. Поговативме. Ама како мотика? Ама како мотика, бе, не се копаат биткоини со мотика, бе, жаве, бе, еј, мала шега па малку. Се насмееме. Да, само не знам, извинете, поспан сум малце. Инаку ки добро беше шегава со мотика, оке. Него Жако, да те прашам. Кажете. Ово ме интересира. Како се живее бе во нашата земја? Добро е. Кажи ми. Ама чека, од кај да знам како се живее во вашата земја? Не сум јас во вашата земја, вие дојдовте во вашата земја, јас сум во нашата земја. Не разбирам. Бе, жаве, бе, абе не се сваќаме, бе, жаве. Мислам, бе, на вашата земја, бе, друже. Знам дека не сум во нашата земја. Сепак оваа земја е нашата земја. Вашата земја е нашата земја, ме разбираш? Ама точно, значи вака се. Вашата земја не е нашата земја. Уствари нашата земја е наша, чекај. Наша земја е нашата земја. Абе, нашата земја си е наша земја. Вашата земја е уствари наша земја. Не знам зашо не сваќаш. Ама и ја то ти викам вака, полека. Може ли од почеток? Значи вака, вашата земја не е нашата. Нашата земја си е тука, не е вашата земја. Ама Жалко, ти збориш за вашата земја. Ти викам дека нашата земја е вашата земја. Инаку знам јас како се живее во нашата земја. Таман валота да не знам. Ама чекај бе, премиер Груевски господине, како се вика, која е бе нашата земја? Па не знам, да ти речам која е нашата, бе. Од кај да знам? А да запеете бе нешто вака малку сега па незгодно кјутиме тука, што да правиме? Абе, жае, не сум ти јас многу без за пеење. Како веќе нашите стари, кој пее, вата не вани. А тешко оној кој што нема, не имаше една поговорка. Да, имаше таква поговорка. Чекај се вака, сериозно да прашам, значи не пеете демек? Абе, жае, нема да пеам колку и да ме терат. Ама чекај, додека е бендо тука, дај бе, сигурно ли е, една песна дај да запееме некоја македонска убава песна. Абе, бе, човеку бе, бе, кој бенд зборуваш бе, каков бенд гледаш ти? Ајде, кажи ми. Ама како бенд, чекај, нема бенд. А да кај е бендов? Кај е човеков? Кај го снима Груевски? Што е работала човече? Тука сум бе, Жако. Разбуди се, гаво, заспана. Ама како така? Што се случува се? Што е работал? Па се е возможно бе, жае бе, во земјата на соништата. Има џави кои ќе ти помогнат. Се е возможно, еве го и бендот е тука. Чекај. Мислам, сваќам. Нашата земја е уствари земја на соништата, тоа сака да кажете, а вашата земја е уствари Бателе, не, дај да не тераме. Дај да не тераме натака. Ајде да завршиме. Абе, нели бендот го немаше? Ама што се случува бе? Нели бендот го немаше бе? Жако, заспан си. Ама нели бендот го немаше? Разбуди се бе, како функционерите на СДСМ си. Заспан си, Жако. Што е работа? Жаве. Тука сте. Ја имав гаден сон, луѓе. Кошма? Многу лош сон, го сонував Груевски. Па и јас го сонував вчера нешто за нашата земја, вашата земја. И тебе? Да. Нашата земја? Да, нешто така. Вашата земја. Вашата. А ти свати која е земјата? Не. Ја, човече, многу ми беше тежок тој муавет, него кај се гостите, кој дојдоа гости? А мислам дека никој не дојде. Немаме, ние сме само. Немаме гости. Пак. И овој будалаше горе у режија. Сега, што може да правиме? Не знам, може да свириме само. Ни останува само да свириме. Едноставно. Само на музика. Знаеш дека уствари, чека, кога ќе размислам, и не е лоша идеја. Па може Ипак да. сме бенд, ни останува само да свириме. Ајде да свириме, ако не. Ајде да свириме. Ајде. Да видиме што имавме во оваа 13-та сезона. Да се подсетиме. И 13-та сезона, велат била малерно истеравме јако ко во Сараево Валтер од прва епизода со песна и валцер.
Прва на гости Маријана, гор сум како фазана, веднаш после неа Перока ми каза, 13-та сезона започна на добра стаза. Трета епизода со хумани луѓе, секогаш насмеани, Денис и Боре, тука се да помогнат, ако негде зорте, тенки засака во режија горе. Остар се почна топ, Видов Јаков, ајде, покана за гости, Азески Вудо велат, ајде, веднаш после тоа музика дајте. И го знаеме сите италијанците ги проби, а пред сето тоа исландјаните ги здроби. Чест беше да дојде Милевски Боби. Преспа се Зекманија и Пановски Никола, Влада Јаневски, Бричевски, Ведрана и Бојана, набројувам, а не сум стигнат ни до пола. Джејдже него праша, добил ли дозвола за кола, со него дојде Елвир беа, Елена и Ламбе и тогаш... Што? Чекај. Што е работа? Зошто немал JJ дозвола за кола? Джејдже дозвола за кола нема. Зошто? Како не се сеќа, човече, го... Дај, ајде. Немам дозвола со кола да те повозам. Следен после тоа ми беше коце Сашко, одма после него Пеови Чацо, ретинзите врв да прославиме со Блашко, еспресо и коналоко на италијанско пјацо. Стигнуваме до крај на сите епизоди, не им знам ред, дури Ѓоко не ги брои, тој уште сега за лето планови крои. Анчески Тодевска, Грашо, Дарио, Меморија ќе запреме сега од екипа се изморија. 13-та сезона беше своја категорија, благодарам на цел тим за оваа мајсторија. 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпаш од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Тоа? Оу. Браво. Браво. Што правиме муаве? Ао, бенде, одлични сте сезонава. Значи, секоја чест, благодарам бенд, благодарам и публиката и благодарам што не гледа верно. Значи, годинава немавме публика заради ковидот, ама верувате ни, овие 2 години се така малку тапа, едноставно многу ни фали да ве гледаме тука, да може да ни дадете аплауз во живо, да може да ви ги видиме вашите насмевки, да може да сте нели тука кога Жаре, кај е тоа копчето за аплауз да ти аплаудират? Спасе, да ми дам аплауз на публика. Океј, значи вака, режија не зборува за време на емисија. Спасе, ако немаш нешто битно да кажеш, тогаш седи си и кјути си. Пример, гостин ако дошол, ако чека, тогаш може да се јавиш, да ни кажеш. Имам гостин. Само сака да ти кажем прво, многу добро пееше песма и ти си за аплауз. Добро, океј, Спасе, фала ти за комплименти. Спасе, фала ти за комплиментите. Кој е гостинот преди на главната? Да ти кажам, само сакав да те пофалам за римите, ко Славе Димитров пееш. Ептен јаки рими имаш. Океј. Ке повторам, режија не треба да зборува за време на емисија, ако може да знаеме кој е гостинот, те молам. Ама сакам со рима да го најавам, како тебе. Рима узима, нели? Лето не е зима, ама рима се римува со зима, така? Да. Ке ми кажеш кој е следниот гостин или ова ќе определам? Еве, да, со песна ќе го најавам, преку Skype. Добро, супер, ајде. Најави го со песна. Му гледам кожата, овој 100% е белец. У Италија фудбал игра, у хороскоп е стрелец. Го договорив со Заев по струмичка жичка, еднаш ми падна на ливче, сакав да му... Немој! Не! Океј, ќути. Океј, очигледно е за кој се работи, препоставувам, верувам дека ова е нашата спортска мега звезда ил феномено Горан Пандев. Гоче, се слушаме ли? Дали го имаме Горан Пандев на линија на Skype? Здраво, Жаре, здраво, Македонија, поздрав. Здраво, Горан, здраво, многу ни е чест што си тука, навистина, не знам, многу ми е кеф. Види, интересно, првиот пат, знаеш, кога
претходно правевме интервју, играше за Парма, па сега многу, мислам, играше за Дженова, сега за Парма. Сакам да кажам, многу работи се променети. Да, види Жаре мене во Дженова го гледал нели моето последно интервју во 1 на 1 и вела дека не им се допаднало тоа нели што го правевме во емисијата и требало подобри емисии да гостувам и мене тоа нели ме навреди побарав трансфер, не, и тоа е тоа, мислам. Побара трансфер? Па да, побарав трансфер. Ја немам зборови. Мислам, почестен сум. Горан, види, една моја бивша вака да се бореше за мене, кај ќе ми беше крајот, ама нема везе, добро, фала ти уште еднаш. Фала. Ај неколку прашања за новиот клуб. Капитен ти е Џан Луиджи Буфон, легенда на спортот, малку постар од тебе, нели? Како вие на двајцата ветерани сте сепак? Па да, секако, нели. Интересно е, му давам совети, нели, му кажувам како беше порано да се игра против него, му кажувам од каде му давам голови, му кажав да не ги шири толку нозете. Да не ги шири нозете, тоа е добар совет. Тоа е, и пак ја кажам, Гоче, некој да ја посоветуваше така една моја бивша, кај ќе ми беше крајот. Жарко, нешто нерешени љубовни проблеми велиш да не имаш. Буфон, добри пријатели, дали сте со Буфон? Па да, секако Жаре, нели, пријателството е битно, битно е да имаме спортски дух и ете, бидејќи сме најстари, нели, во екипата, одиме заедно во тренинг, на тренинг, одиме вторник и петок бесплатно со автобус и така да. Вторник и Океј, а како реагираат пријателите од Македонија кога сме веќе кај вторник и петок? Сакам да кажам, полесно им беше да следат на преорот серија А, сепак ова е серија Б, или? Па добро, Жаре, нели, пријателите мои не гледаат спорт, тие се зафркаваат со мене, викат бото Гоче донеси сарма од Парма. Ама да, Гоче, нели, така ми викат Гоче донеси, ама да, нема у Парма сарма, така да. Тоа е тоа, нели? Значи, добро, ти благодарам што се сложи за овој скајп разговор и вака за крај само да прашам, дали ова значи дефинитивно твое пензионирање од, нели, крајот на сезоната или може да очекуваме нов трансфер, значи што е план? Па така, јас најав, нели, пензионирање уште пред 5-6 години, ама ете, сепак, нели, решив да останам и да помогнам колку можам и види, нели, на моите години веќе во петата декада од животот, полека кондицијата, флексибилноста се тоа се, нели, намалува со текот на времето, нели, мајка природа и тоа е тоа. Мислам, живот е тоа. Значи, извини, официјално, на крајот на сезоната, се пензионираш од фудбалот еднаш за секогаш. Да, 100% дека ќе биде така. Честито ако е така, Гоче, мислам, секој. И ќе продолжам, нели, со тренирање во UFC. Досадно е, нели, да се седи, а старите како кажале, нели, џабе работи, џабе не седи, така да и јас ќе продолжам да се бавам со таа работа и тоа е тоа. Добро. Тогаш со среќа во кариерата, Гоче. UFC. И се слушаме во следна прилика. Ти благодарам, Жале, поздрав до Македонија и чао. Фала, поздрав. Епа ете, тоа беше разговор со Горан Пандев. Легенда, мислам, македонски, европски, светски фудбал, права легенда. А како само вчера да беше, кога тој млад и надежен напаѓач се појави на терените на Струмица. И како само вчера да беше 2001 година, кога тогаш младиот напаѓач на Беласица Герас Цунев замина за трансфер во Италија, во италијански Интер. И како само вчера да беше, кога во 2002 година Ел Феномено, сега познатиот Гранде Пандев, замина на позајмица од Интер во Специја. Океј, добро, полека седнете, господин Калински, ми представува чест. Знам, добро, само извинете. Значи, прво, како сте? Добро сум, Жарко, а како си ти? Одлично. Само мене ми е многу интересно, не ви се ни уклучени овие како, ама не е ни тоа битно. Друго е. Од кај дојдовте воопшто овде? Од кај дојдовте? Од кај доаѓате? Дојдов од дома. Ме повика драгиот пријател Спасе. Вистински шампион. Кога ситуацијата е тешка, токму тогаш се создава Чекај, ве молам да прашам. Спасе ве повика да дојде? Шампион како шампион што беше Ливерпул во Истанбул. Да не заборавиме, сите мислеа дека се беше решено уште на полувремето, кога Милан водеше со 3:0. Добре, само сакам за Спасе. А веднаш потоа, во второто полувреме, италијанскиот гигант се најде во нокдаун. За во пенал рулетот, благодарение на така наречените шпагети одбрани на Јержи Дудек,
Миланската екипа не успеа да се врати, со само се тоа од извинувам. нокдаун падна во целосен нокаут. Добро, само да прашам за И кога Спасе. веќе нели споменувам боксерски фрази, не можам, а да не ја спомнам и модерната трилогија на Wilder и Fury. Трилогија која може би еден ден ќе доживее и четврти дел, ако може познатата трилогија Матрикс да добие продолжение, а зошто е да не можат и овие двајца гиганти? Боксерската игра знае да биде и многу понепредвидлива од писателското перо на Ваховски. Да, добро, само за Спасе. Ваховски, се прашувате дали е македонско презиме, Не се иако не е македонско, македонско и боксерско е русевски. Аце Русевски. Човекот кој се прослави во своите говори пред и после битките, кои само го зголемија митот за джентлменот со своите изјави. Па сите се сеќаваме кога на една... Која самка стајци тука? Што правиме бе ние? Спасе у режија. Тоа е... Мајко... О! Брегот на слоновата коска. И сите ги паметиме, головите, кои дефинитивно ја потврдија ситуацијата на крајната табела и ни кажа кој од следната сезона ќе се надпреварува во најдоброто фудбалско надпреварување. А сите знаеме дека од оваа држава потекнува и Дидија Дрогба, човекот кој... Па добро, ајде, може за него и во друга прилика. Како си ми ти, Жаре? Добар. И нешто друго да кажеш? Ништо. Па добро, во тој случај јас можам да одам. Одам да коментирам малско бушење од комшијата. Денеска е финале. Поздрав, поздрав! Ве молам, Бенде. Ве молам да го испратиме. Поздрав, чао. Ете, луѓе, се поздравивме и со господинот Златко Калински и тоа би значило дека доаѓаме до крајот на оваа епизода. Жаре, има уште до крај, треба да пополниме. Како да пополниме, на крај сме. Па, Чека, од кај знаеш дека треба да пополниме? само што ми кажа Спас. Ама не знаме стварно бе луѓе сега како вака да... Еј? Ова Скајп е? Не е Скајп, Скајпот не знае да зборува. Добре дојдовте во емисијата во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов. Ве гледам, господин Ефтов, ве гледам, вие сте. Ве гледаме и се слушаме. Здраво, здраво, извинете. Господин Ефтов, здраво. Здраво, Жарко, ми се јави Спасе преска. Ми кажа да сум ти помогнал. Па, фала што прифативте. Не прифатив, одбив. Ама Спасе ме подкупи со шолја и ми кажа дека нема да ме прашуваш глупости, туку ќе играм игри. А јас обожавам да играм игри, преку глава ми е од политика. И мене исто него, само момент. Немаме спремно игри. Имаме еве, например, тркало на среќата ако сакате да играме, ако ви одговара тоа. Само некој глупав човек, некоја несреќа може да мисли дека има избор. Кога нема, па мислам дека јас тука немам некој избор, Жарко. Кога си решил, така ќе правим. Па ајде, значи играта е едноставна. Значи тркало на среќата, вртиме тркало, кај ќе падне, ајде да не се објаснувам, до тоа ќе треба да одговорите прашањето. Ајде, видиме и Спасе стисни таму, ете го, на кој политичар би му ги дал децата на чување? Па ова е лесно прашање. Би ги оставил децата на Талат Джафери. Ќе им викне: "Еј, луѓи, шо правите бе, море?" И одма ќе се смират. Добро, држи вода одговорот господин Ефтов. Океј, одиме понатаму, ново прашање. Ајде да видиме. Тркалото вика со кои политичари би играл фудбал заедно? Интересно прашање. Еве вака на прва би го зел Али Ахмети. Тој е таков разорен играч, игра добро и по лево и по десно крило. Во одбрана би го ставил Стојанче Ангелов. Плюс тој има тврда глава, добар е за корнери. Би го зел и Димитар Апасиев исто така. Само се извинувам што зошто па Димитар Апасиев да го земете? Па дека има јака левица.
Ја сваќаш ли шегата, Жаре? Ја сваќаш ли? Еве речи ми, ја сваќаш ли? Ти си мислиш Васко Евтов не знае хумор, ама Васко Евтов знае хумор. Само преферира да прави политички анализи. Добро, ајде тогаш да одиме понатаму, да одиме ново вртење на тркалото, да видиме и со кои политичари би отишол во кафана? Со ниту еден. Со ниту еден. Зошто така со ниту еден политичар во кафана да не отидете? Па бидејќи во кафана се оди за да се расположиш, а не да се изнервираш. Окей. Добро, доста се три вртења на тркалото, господин Евтов. Туку, ај вака, кажете ми, кој е гостин во следната емисија? Не сакам да откривам, но е моќен играч, силен, квалитетен играч од подземјето. Ќе дознаете наскоро. Окей, на која телевизија оди, во колку часот оди, како беше тоа? На YouTube. Мојата емисија оди на YouTube. Тоа е интернет веб-сайт за видеа, па не беше Жаре секогаш ти ваков. Што ти се случува? Да не зема 4-та доза вакцина, да не ти ставиле нешто во микрофонот, да не те смениле со имитатор, фейкер, лажњак, невистинит, некој што те имитира добро. Господин Евтов, јас кој друг да биде, јас каков имитатор. Господин Евтов, значи вака, имам проблем. Буквално пред емисија човече ми излезе, гледате дека Спасе ви се јавил дека немаме гости, немаме концепт, немаме ништо. Сега уваме на луѓе, хаос е, не знам, главата кај ми изгубен сум целиот и тоа е. По уствари сакав да ве прашам, да не случајно знаете некои луѓе блиски на Милошевиќ, па преку тунелите на Аркан, следејќи ги парите на Fox News и CNN, да дојдеме до познат диктатор од Папуа Нова Гвинеја што пере пари преку поскапување на цената на струјата во Македонија, а тоа преку консултанти во земјата што имаат пари на сметки во Белизе. И мислев, од сето ова директорот, ако може да го викнеме, или некој од врвот. Не звучам така, Жаре. Ако ти треба гостин, зошто ми се јавуваш мене? Зошто не се јавиш на оној дечкото што ти е во емисијата? На кој дечко мислите? На Ѓоко да не мислите? Не дечко има 86 години? Мислам, како дечко пред пензија, човече уште пар години му фалат стаж да... Нормално дека не мислам на него. Ти да мислиш на него. Мислам на оној што ти доаѓа секоја емисија и имитира познати ликови. Ама господин Евто, ја човече мислам, мене ми е лошо, ама и вас не ви е баш добро. Значи пред малку ви кажав, нема имитатори кај нас. 100% вистински ликови доаѓаат во емисија, па господин Евто. Види мајката, ти мислиш твојата емисија е доволно моќна, доволно силна за во емисијата ти прават муабет Груевски, Заев, Пендаровски, Владо Јаневски, Иван Миршевски или Васко Евтов, имитации се, Жаре, имаш некој што ти ги глуми сите тие. Ама господин Евто, какви теории на заговор ви се молам ширите? Значи апсолутно немало такво нешто, никош не сме имали ние имитатори. Преска имавме до душе имитатор, оној радеше беџија на врв брда мрда брк. Тој беше само и да бе, ми текна. Најдов гостин. На кого му мрдаше бе? Што му мрдаше? Господине Евто, вие сте гени. Ви благодарам, тој преска со бркот што му падна, тој ќе си го викнам за гостин. Значи одам да си го најдам дечкото, фала, извинете, гасам. Извинете. Бри, колку е смотаме. Отиде мене да ме бара, еве тука сум. Кој знае каде ќе ме најде? 13 сезони еден на еден, многу гости, многу приказни. А кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде. Одлична храна, луксузни соби и Sky бар со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука, гостинот се чувствува како газда. Проверете сами. Хотел Панорамика. Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици. Кога ни е надоен стомакот. Кога имаме диареја. Кога одиме на пат. И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диастоп Директ, прашок за директна употреба и Диастоп пробио капсули, а од сега и капки Диастоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диастоп за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреби за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Крцкаво однадвор, сочно одвнатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC.
Ова со кредитните консултанти ви е топ. Многу брзо и лесно завршиме работа. Драго ни што ги користите поволностите од нашата програма за лојалност. Задоволството е наше. Тоа не е се. Продавниците за пари на Емкеш се насекаде низ државата, а корисничкото искуство кај нив е на најзадоволително ниво. И тоа не е се. Емкеш те наградува и ова лето. Со секој кредит од Емкеш можеш да добиеш еден од 10 велосипеди. Земи Емкеш и вози цело лето. Ем први, ем брзи, ем најдобри. Емкеш. Морам да пазам со следувањето. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Некои сакаат кога е жешко, некои уживаат кога е ладно. Но сите заслужуваме чист воздух, како во природа. Почувствувајте ја природната свежина во вашиот дом. Уживајте во секогаш совршен и прочистен воздух со Hisense клима уредите. Природна свежина во домот. Изберете го својот нов клима уред од широката понуда на Hisense. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Во Македонија времето е релативно. Брат, ајде на по еден дап. Пола сат и бегам. Доаѓате на концерт? Стекнираме на се после! Ова е последен пат што доаѓам негде со тебе на пола саат. Добро, ај. Дај по еден дап. Башка, што се секираш? За пола саат си дом.
Ако сте во потрага по моќна овошна чајна мешавина, Good Nature има совршената комбинација аронија и брусница, освежителна напивка со пријатно киселка вкус, во кој со задоволство ќе уживате, но и ќе си обезбедите подобро здравје, шолја, полна природа, Good Nature. И, да бидеме реални, за добар леп кифлички пита не е битно по кој рецепт се правени, најважно е брашното. И ако знаеш кој е најдобро, се друго е помалку важно, бидејќи, ја знам, за мене, моето брашно од Кадино е број 1. А М-кеш те наградува и ова лето. Со секој кредит од М-кеш можеш да добиеш еден од 10 велосипеди, земи си М-кеш и вози цело лето, М први, М брзи, М најдобри, провери М-кеш. А сега е време конечно да си се појави како самиот тој, нашиот член на екипата во во оваа сезона 13 и актер од Кумановскиот театар, нашиот добар, одличен пријател и мој имењак, Жарко Јовановиќ! Ете така. Одличен бенд. Прв пат ги гледам. Прв пат ги гледам. Како е? Конечно, да се најдеме како што треба. Чудно ли ти е сега дека не мора да го правиш Заев, не мора да го правиш Стојанче? Па најтешко е да бидеш ти. Најтешко е. Прв пат од друга страна, видиш. За Груевски, види, она што не знаат луѓе. Ти Груевски имаш една имитација која ја знаат луѓе, ама не знам колку знаат дека си тоа баш ти. Тоа е она, имаше аудио ли беше, подсетиме, што беше тоа, звони Груевски во водовод, звони на такси, бара такси од Будимпешта, како беше тоа? Ај подсетине. Па бара такси, во друга страна имаше која резервирав у ресторан. Маса? Да, маса. Знаеш, не ми се веруваше на почетокот, тоа беа као пранкови некои. Не ми се веруваше кога ќе зборат луѓето, као ај сега Груевски ми звони, ајде терај си таму, знаеш, некој мислев така дека ќе ми каже. Така е логично. Кога почнаа да зборат, да се отвараат еден по друг, зборат со мене нема. Со кој ти беше најинтересно? Па со такси, она појде да пушта кола, више, викам на граница да ме земе треба. Некој дали можеме вака поубаво да биде колата. И нека не е проблем, веднаш праќам, викам, ама знаете со кого зборувате као? Нормално. И чест ми е да ви кажам. А чекај, како доаѓа воопшто до овој момент? Знаеш, тоа веројатно препоставувам во друштво било и било таква некоја зафрканција која одлично го имитираш Груевски. Сега ќе ти кажам како почна. Прво у водовод, тоа беше прво, имаше некој дефект. Вода немаше. Сериозно? Сериозно. Немаше вода. Добро. Значи гледам, што е работа, бе, викам, глед 2 сати чекаме 21 век, нема вода, как? Тие многу се способни од таму, нели што работат. И за Жарко ако се јави. И сега ја се јавив Жарко, се јавив и викам. Никому ништо. Никому ништо, викам, мало дечки, викам, што е работа, бе, гледа, викам, бе, 2 сата нема бе дефект, викам, ќе направите ли вие нешто или не? Ајде беге, знаеш. Кога ќе направат, ајде. Ти што мислиш кој си? Груевски? И тебе ти светно. Така. И спушта. Викам, добро, ќе видиме сега. Там звонам ја. Ало, добар ден, викам. Шо е работа, аве ми звонат луѓе, оти немало вода во Кумановските региони 2 часа. Шо е работа сега, ајде да видам. Ама не, господине. Веднаш ќе видиме, ако не, јас не сум задолжена за ова. Па кој треба да е задолжен, бе? Ама јас ќе ви дадам од друг број да се слушнете со тие што се надлежни. Знаете со кој зборувате? Да. Ме познавте во гласот? Да. Викам, па добро, викам. Хајде така, викам, да го сведите во обемот. Да биде вешен, да биде седово. И нека фала и убав престој тамо. Ајде! На Кумановски, да си пројдеш добро. Ај, одлично. Дај тука едно тушче. Ете го. Како и многу други. Да. И во библиотеки. И тогаш тргна, знаеш, сето тоа некако, ама се подрашири и дојде и нели момент и те препознаа веќе ти и YouTube видеа почнаш да ги правиш, ајде да зажмуримо, ти се вика и YouTube каналчето и така натаму, па ние се упознаваме и така натаму и така натаму. Ама ај вака, театар така не сгрешив, Кумановски театар. Така. Таму си. Чекај, си работел воопшто нешто освен глума, освен имитирање, освен Сум работел. Да. Еве,
Па слично нешто со јавување, ќе му дојде. Добро. Продавав енциклопедии за здрава исхрана, не знам, историски енциклопедии, овие младински книги што се. Па тоа е, продаваш онлайн продажба телефонски. Се јавуваш и продаваш. И тоа е енциклопедија од 150 евра, не знам, ти ги продаваш. Скапички. Да, ги продаваш на телефон, као. Чека, му се јавуваш ти на човекот? Да, и сега... Значи, он не е ни заинтересиран Не, баш... добиваш база таму на податоци од броеви, сега ги вртиш и сега ти се јавува еден, збориш со него, викаш имаш едно четиво така да го научиш и одма му влегуваш за да не се разубеди, одма идеш. Добар ден, се јавуваме, сакаме да продаваме книга, енциклопедија за здрава исхрана, за протеини, масти и масла, како правилно да се направи исхраната, како да имаме правилни оброци за една година, за друга година, да имаме се, да го искористиме тоа нели во нашето тело, да има бенефит и слично. И сега одма некој таму ти влада. Абе, полиција ќе ме стопира, знаеш, некој од Куманова таму. Гледај ме, ќе ме стопира, ти енциклопедија ми нудиш овдека, вика, знаеш. Или имаше некој пак. Ги начекуваш. Да, се јавувам, викам, мало, викам, енциклопедија за здрава исхрана, викам, продаваме од 300 страници за бенефит за нашето тело, за се протеини, масти, масла, белковини и слично. И он вика, витамини велиш, а? Викам, да. Да ми го носиш, ќе го зимам, викам. Пошто јас слаб сум, треба да јада, знаеш. Викам, ако викам, значи да ја пратам книга. Купувате. Книга велиш? Не бе, ја мисле витамини да ми носиш, ја да јадам, ти слаб сум. Секако. Или па, тоа е интересна случка, се јавувам и овој вика, нели му кажам се исто таа увод што е да го поминам и вика сега вака. Јас 15.000 зимам, така ли? Викам, добро господине, ако не сакате, не, чекај, сега ти... Но ти објаснам. Ај, бензин 1000 да ставиш у 2 дена. Викам, добро, ако не стезните, не. А да платиш кабловска, струја, да. И така. Тоа е таа приказ. Значи не беше лесно. Не, уопште лесно. Што те разбирам, не беше. Не беше уопште лесно. На крај видов еден друг оглас, исто работа некоја, онлайн продажба или не знам што. Гледам, викам, продажба на нешто, викам, дај да видам какво е ова исто шоп асистент, они така го пишуваат, нели? И он вика, па се работи за телефонска продажба за антибактериски прочистувач од, ми кажа колку таму, што, викам, не, викам. Знам ја. Знам, немој, антибактериски прочистувач да не продавам, викам. Да, не, фала. Фала. А да се вратиме, знаеш, имитацију и сето тоа. Има ли, ако погледнеш во историјата, режисер ли, ментор ли, не знам како да кажам, ти знаеш подобро. Има ли некој што посебно ти помогнал да го совладаш ова и на кој начин било тоа? Си имал сигурно професор еден куп, ни студии, ни работа. Па најмногу сум благодарен на моите професори од факултетот за драмски уметности. Класата што студирав кај мојата професорка Сузана Киранџиска и Кристина Леловац асистент. Не научија на многу работи и стварно после сега кога ќе завршиш и ќе дипломираш, сваќаш во представите кога играш колку ти помогнале и колку си научил од нив. И на нив сум им најблагодарен. Исто така, сега пред некое време имав искуство да работам со Љубиша Ристиќ во КПГТ во Белград. Во Србија, да, добро. А затоа што многу го сакам тој театар, затоа што гај така југословенски се базира на тие некои работи кои што биле уште од времето на Југославија, уште се задржани и по метод на работа по метод на работа, да. И има интересен начин, на пример, играме, не знам, Ричард III представа. Добро. И имаме некои, сега главните ликови се определени, знаат кои ќе играат. А споредни ликови, на пример, дали ќе играм Тирел или некој друг од лик што се споредни, он ни кажува ќе видиме на крај. И сега ти мораш да ги знаеш и 2-3 лика, да. Текстот во текот на пробите. Се подготвуваш како за сите, а не знаеш точно кој ќе го одиграш. Не, на крај доаѓа 7:30, 15 за 8 и пред представа, да. Чекаме и он вака ливчиња и вика, ајде влечи ти да видиш кој ќе видиш. Ајде, не е тоа притисок? Да. Па притисок е ова изведба, ти ќе видиш тој, ти ќе видиш тој, а наредна ќе се смените, ќе идеме, да. Ќе видиме пак. Добро, од глумачки аспект, што
Што ти прави тоа? Препоставувам да бидеш подготвен за било која ситуација. Второ, да се носиш валјда со моментумов, да не знаеш ништо до последен момент. Па да, интересно е. Адреналински. Нели? Па да. Помага во во импровизации, во такви работи кога... Секако. Па мораш да се снајдеш и тоа е главна карактеристика по мене на актер, да можеш и да, ако е потребно нешто, и да изимпровизираш. Ќе тераме сега и 14-та сезона и така натаму. Има ли лик во 13-кава што проба, ама си викаш чекај, не ми е доволно спремен, ајде да не го правам. Знаеш ти кој требаше да биде него. Требаше, нели, екс-градоначалникот на Куманово. Тој ти беше одлично спремен. Тој ме е спремен. Тој ти беше одлично спремен и за тоа, ајде, може сега да го направиш чисто ради за сите Кумановци. За сите Кумановци, екс-градоначалникот Циц, еве го. Па добро бе, Жаре. Целу сезону не ми даде да искочу сек на крај. Овој се вика како јаготка на шлак. Ето ти, видно. А некој што, ето така си викаш, чека, овој тежок е. Ај, батали. Друг пат. Па не знам. Пошто пази, кој све не, од Метој Јовановски до, знаеш, политичари, глумци, Мили. Сега најновиот што е? Нашиот исто. Више, Кумановци многу сакам да имитирам. Коцев? Не, Коцев. Премиерот бе. Тоа ќе пробаме. Тоа е предизвик. Да, само предизвик. Треба да направиме нешто. Не, немам многу специфичности. Треба кеља, да. Па да, треба нешто да се среди. Ќе се снајде. Така да, он Каде е итното бе? Господине Стојанче Ангелов, што е со Кера? Уствари не е битно, чекај, цело време бевте тука? Абе не се прави паметен, кажи каде е итното. Ми се јави, спаси ми, рече, доаѓа, итно е. Ама господин Ангелов, извинете, значи преска тоа беше, барав гости за во емисија, спасе се јавуваше, сегде звоневме и еве у последен момент се снајдов. Тоа беше работата, тоа беше итното, немав гостин. Тоа е итното, а? Па тоа е. И кој е овој сега? Па дечко, мислам, запознајте се ако сакате. Здраво, господине гостин. Здраво. Јас сум Жарко. Абе, вие ме зафркавате овдека, бе. Не, зашто? Па како ти си Жарко, он е Жарко и овие од бендот бе да не се Жарко. Ма не, јас стварно сум Жарко. Актер сум, може да ме знаете, ја цела сезона ги играв сите ликови у еден на еден. А ти си тој бе. Ти бе оној што го глумеше директорот за Центарот за управување со кризи. Одличен си, браво. Фала. Ајде, Жарко, си одам. Жарко, си одам. Жарковци, си одам. Мора да управувам со кризи. А бога би, периодот, имаме работа секаде. Кризен е периодов. Поздрав, Жарко! Поздрав, Жарко! Поздрав, Жарковци! Поздрав. Абе, некој поклонче да дадеше, бе, нема ли? Сега бе, добро тама работа. Ево, опа, најдоброто од Македонија, Good Nature, господин Ангелов. Nature чаеви? Да, ево го, и Прилепска пивара, златно дапче. И одговара со униформата. KFC, еве ви тука, KFC, картичка со попуст. Ти благодарам, Жаре. Фала. Се гледаме, Жаре, се гледаме, Жарковци. Поздрав, Жарко. Поздрав. Ова е крајот не само на емисијата, ова е крајот на сите премиерни епизоди од 13-та сезона. Ода сценаријата во нашата канта од Пакумак, вие бидете совесни и вие исто како и нас правете го тоа, селектирајте, сортирајте отпад и така и фрлајте го отпадот, нели, во кантите на Пакумак, обележани за пластика, лименка, стакло и така натаму, бидејќи една ни е планетата, мора да ја чуваме. Поминавме многу убава година. Се гледаме на есен со 14-та сезона, сега следуваат емисии кои се паметат од еден на еден, тука ние официјално завршуваме со премиерните епизоди од оваа сезона. Ви се заблагодарувам од моје име, од име на бендот, од име на режија, од име на цела екипа, сите што бевте со нас и што 13 години не гледате и секоја година ретинзите се подобри и поддршката е голема и навистина не ни останува ништо друго освен да ви се поклониме и да ви речеме благодарам што сте цело време со нас и што не поддржувате и знам дека на есен ќе се гледаме во 14-ка. Така ли е, бенде? Па така е нормално. И ви посакуваме да си имате убаво лето, да ви се случуваат убави работи, многу среќа, здравје, љубов
и така со полни батерии да го дочекаме септември-октомври и здравје Боже почетокот на 14-тата сезона од 1 на 1 таму некаде на есен до тогаш, да сме живи и здрави и се најубаво. Чао, чао!